Топ тема, добро вечер. Без малку месец дена по трагедијата во така нареченото кабаре во Кочани, градот денеска доби нов градоначалник, откако претходниот, Љупчо Папазов, срамно се повлече од функцијата со пишан статус на Фејсбук, без директно да им се обрати на своите сограѓани во моменти на траорна несреќа. А при тоа, здушно беше поддржуван од партијата, се додека не заврши во притвор. Со градската администрација до редовните избори ќе раководи досега независниот советник Венко Крстевски. Напнатата атмосфера на седницата на Советот денес само покажа дека политичарите веројатно не ја сватија пораката што семејствата на настраданите ја испраќаат. Веќе речиси секоја недела, молчеичку, марширајќи пред државните и локални институции, гушкајќи го она што единствено им остана. Сликите на нивните најблиски, убиени од системот. Вечерва во топ тема за новите моменти од истрагата. Нови 19 осомничени за пожарот во кабарето Пулс. Ке може ли обвинителството да ја докаже така наречената верижна одговорност? И додека се истражува трагедијата во Пулс, ги гледаат ли обвинителите инспекцијските наоди за дузина фантом, дискотеки, кабареа или ноќни клубови, фалс проектантски бироа досега откриени од страна на инспекторите. Зошто се уште се молчи за внатрешната истрага на МВР за смртта на полицаецот? Зошто економија во меѓувреме не го обновува својот регистар, а пазарниот инспекторат не ги кажува имињата на затворените, казнетите или пак и оние што добија шанса за поправен? И како всушност ја добија таа шанса? Тоа се дел од прашањата за моите вечерашни гости. Валентин Зафиров, адвокат, добро вечер и добре дојдовте. Александар Новаковски, адвокат, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. И Горан Трпеновски, поранешен член на Државната комисија за спречување на корупција. Добро вечер и добре дојдовте. Новаковски и Зафиров и Трпеновски. Пред да почнеме со дебатата, прегледот на колегата Огнен Чанчаревич, кој се е опфатен во истрагата по нејзиното проширување вчера за уште 19 лица. Следење на сите состојби во врска. Министерот без ресор Шабан Салију, генералниот инспектор во дирекцијата за заштита и спасување, пазарна инспекторка од Виница и раководител на сектор во Министерството за економија, се 4 лица за кои вчера судија од Кочанскиот суд го прифати барањето на обвинителството и им одреди притвор. Тие се дел од 19 мината ново осомничени во проширувањето на истрагата за трагедијата во Кочани која однесе 61 живот. Куќен притвор со забрана за комуникација им е одреден на екс-министрите за економија Беким Незири и Валјон Сарачини, додека на поранешниот министер, а сега амбасадор во Норвешка, Дритон Кучи, кој во меѓувреме се врати во Македонија, му се одредени мерки на предпазливост. Според информациите на Телма, куќен притвор им е одреден и на актуелниот и поранешниот директор на дирекцијата за заштита и спасување, Џеват Селами и Аднан Џаферовски. Од судот во Кочани за Телма соопштија дека досега се примени 6 жалби на судските одлуки околу осомничените со проширувањето на истрагата. Истрагата на обвинителството е насочена кон испитувањето на работењето на Министерството за економија, Дирекцијата за заштита и спасување и пазарната инспекција од 2012 година, кога почнува со работа кабарето Пулс. Во периодот од 2012 година, заклучно со 16 март, денот кога се случи трагедијата во Кочани, во Министерството за економија се смениле 5 министри, вклучувајќи го и актуелниот Бесар Дурмиши. Дирекцијата за заштита и спасување во периодот од 2012 година ја воделе 4 директори именувани од владата од различни политички партии. Кај пазарната инспекција во последните 13 години се смениле најголем број на директори, вкупно 8, вклучувајќи го и актуелниот Владко Стојковски, кој не е опфатен со истрагата. Според досегашните официјални информации на обвинителството, најголем број на осомничени се од Министерството за економија, 13 лица, меѓу кои се 4 поранешни министри и по 3 државни секретари и раководители. 9 мина осомничени се од пазарната инспекција, вклучувајќи 2 поранешни директори и 7 инспектори.
Кај МВР има 7 осомничени, 2 поранешни началници на Кочанската и Штипската полиција и 5 службеници, додека во дирекцијата за заштита и спасување осомничени се 5, 4 директори на дирекцијата и генералниот инспектор. Од општинските власти осомничени се 6 лица, 3 градоначалници и 3 градежни инспектори. Осомничени се и 4 лица од кабарето Пулс, како и 6 лица од обезбедувањето во кабарето и 1 член на групата ДНК. Ете, тоа беше подсетувањето на колегата Огнен Чанчаревиќ околу тоа кој се е сега опфатен со истрагата на ваковски 45 физички и 3 правни лица. Што говори тоа за досегашниот тек на истрагата? Најпрво да изразам жалење за трагедијата што се случи, со оглед дека мислам дека сите граѓани не потресе страшно и сега дојдовме до оваа ситуација. Морам да кажам дека голем број на осомничени се уфатени во оваа постапка. Се уште не се знаат податоци од истрагата, за да би можеле да ги коментираме. Јас би се воздржал од коментирање на детали околу истрагата, но секако ова ќе биде голем тест за институциите, посебно за обвинителството, би рекол, согласно новиот закон кој веќе подолго време за кривична постапка се применува, бидејќи целосно истрагата ја води обвинителството. Видовме дека сепак ние во местата, во градовите, рак рана е недостатокот на кадар и затоа мора сега да се интервенира и од Скопје со обвинители кои се со решенија најверојатно од државниот обвинител ставаат на ова истрага. Вкупно 13. Да, вкупно 13. Тоа сакам да кажам дека дава една слика за состојбата во нашето обвинителство, бидејќи навистина во многу мали места обвинителите се навистина со мал број, како и судиите, и се доведува прашањето и судиите кој ќе го суди овој предмет и каде ќе се суди со вака огромен број осомничени. Секако тоа е почеток, може би во тек на време ќе се запре према некој истрага во зависност од доказите, но секако ќе биде тест како за судството, така за обвинителството, па и за сите и адвокатурата, бидејќи ние памтиме за некои вакви процеси, не со вакви тешки последици, немало, но кои завршија неславно поради баш обемноста на истрагата и спороста околу истрагата. Тоа можам да кажам дека ме загрижува, бидејќи роковите за истрага ги знаеме, без разлика на сиот труд кој ќе го вложат овие обвинители, сепак треба да се разгледаат огромен број докази, да се сослушаат огромен број сведоци, се до тоа ќе бара макотрпна работа, а најбитно е потоа да се донесе и одлуката, што е битно, бидејќи сепак се работи за, ево, гледаме дека и периоди кои веќе се повеќе од 12 години и сега да се прибираат докази за тој период, значи една навистина голема истрага и се надевам дека ќе може да се спроведе. Зафиров, ако истрагата се враќа назад од 2012 година, кога практично почнува да работи така нареченото кабаре, ќе биде ли овие почетни насоки во кои што по кои што се движи обвинителството предност или можеби замка во која што ќе се вплетка? Ја не знам точно дали ги гонат за умислени кривични дела. Официјалната информација, последната и од службеното соопштение и од вчерашната пресконференција е
тешки дела против општата сигурност од член 292 во врска со член 288 од Кривичниот законник. Впечатливо е дека повеќе кај обвинителството не се споменува оној дел од кривичната пријава на МВР кој што се однесуваше за примање подкуп. Тоа се Значи, во член 292 има поеќе ставови. Ставот 3 за вакви со тешки последици, кај што има еден или повеќе смртни случаи, предвидува казна затвор од најмалку 3 години, меѓутоа тука се работи за умислени кривични дела. Значи, кај што има умисла, било директорна или евентуално. Ставот 4 пак вика дека од 1 до 5 години е. Значи, кај што за вакви кривични дела, кај што има повеќе, еден или повеќе смртни случаи, а се сторени од небрежност, казната затвор е предвидена до 5 години. Значи, ја не знам дали одат они по ставот 3 или по ставот 4. Ако одат по ставот 3, нема застареност. Ако одат по ставот 4, тогаш има застареност, релативна застареност, тоа се вика во кривичното право. Обвинител вчера рече нема и нема да има застареност, па сега вие проценете што би значило тоа. Толку години и обвинителите што ќе речат баш не завршува стално така, тоа ќе се каже судот на крај, мали и судот што ќе каже македонски не завршува, бидејќи има уште еден во Страсбург што често пати кажува поинаку. Значи, дали што кажале они, тоа не ме интересира. Зборуваме за фактите за кои треба да зборуваме. Треба они да ни кажат дали гонат за 292, тоа е многу општо, став 3 или став 4. Па тогаш можеме да разговараме. Меѓутоа, замката кај овие кривични дела е во тоа што најчесто обвинителствата одат со умислени дека се кривичните дела, за да го запазат рокот за застареност и заради големата казна предвидена за таквите кривични дела, а најчесто завршуваат како застарени или како кривични дела сторени од небрежност. Бидејќи тука умислата на градоначалникот до 2017 што бил, дека имало умисла, било директна или евентуална да се случи ваков настан и се согласил со тоа, и на сите други функционери кои действуваат до 2019-2020 година, е многу тешка за докажување. Не знам, јас не викам дека немаат морална или било каква политичка одговорност, меѓутоа за кривична одговорност сепак треба да се докаже и тука е, мислам, замката. Зашто кривичниот законник, едно од елементите на кривичното дело го предвидува времето на извршување. А времето на извршување е кога делувал или требало да делува сторителот, а не кога настапила последицата. Значи, последицата може да настапи по 10 години, тоа не влегува во време на извршување на кривичното дело. Значи, градоначалникот, или мислам беше директор за, колку што гледав се, јас не ги пратам кој до кога е, Шабан Салиу на дирекција за заштита и спасување бил до 2017, градоначалникот бил до 2017. Може ли да замислиме сите оние функционери кои што досега биле на функција се опфанети со ова кривично дело, не сакам да ги амнестирам, само погрешно да не бидам сватен. Дека сето тоа го правеле умислено. Па значи ние сме монструозна држава. Кога бираме такви и ова е само случајно што се случило, зашто сега гледаме со овие акции што сега се освести држава да прави контрола, значи тоа можело да се случи на секаде и на секово. Значи на секој функционер. Да, тоа посебно ќе го дискутираме, значи, затоа што го само дозволете, да, ако можело на секој функционер да се случи, значи они биле монструми сите функционери што сме ги ставале на тие функции. А ја не верувам дека е така. Што е со тоа што првично беше кажано со тој термин верижна реакција, како ќе се утврди тоа што вие го нарекувате каузалност, бидејќи еве само и за вас, господин Новаковски, само еден детал, веројатно нема да откриеме многу, меѓутоа еден од осомничените, на пример, поранешни вработени во Министерството за економија е бил вработен 2013 година и според некои информации е веќе и во неколку добри 7-8 години во пенсија. Да ги тргнеме настрана функционерите. Во кривичното право тоа се вика каузален тек на настаните или причинско-последична врска, кој што сакате вие новинарите да го кажете. Тоа е, значи, од моето действување да произлезе последицата.
Ако ние имаме тука без лиценца, во моментот кога настанува, не знам, така е по медиумите што слушам, дека во моментот немал лиценца. Со години без лиценца, Со па една години. лиценца, втора лиценца, третата предпоследната била фалсификувана. Сега јас не видов за фалсификат некој да одговара. И во што се состои тој фалсификат? Дали некој од обвинетите го направил фалсификатот или некој сосема друго лице го направил фалсификатот без да знаат обвинетите, бидејќи таа лиценца не била заведена, колку што знам, во Министерството за економија. Да, тоа мислам државниот секретар за тоа е обвинета за Има ли такво кривично? Да, дека незиниот подпис бил фалсификат. А дали го направила, тоа е веќе друго прашање. Значи, кога фалсификуваш, го фалсификуваш подписот на оној што на носителот на функција, односно кој што треба да одобри. А кој го направил фалсификатот? Досега мислам од првичното фалсификување што го лиферува како фалсификување, после тоа се намири некако и никој не го спомиња тоа фалсификување. Значи, ако действувале овие функционери до 2017, до 2020, престанала нивната обврска. Обврската на некој нов е да го следи тоа, да го... И ја не знам, навистина не ми е јасно, пошто, како што рече колегата Новаковски, не ја знаеме ние суштината на истрагата и не знаеме што точно мислат обвинителите. Меѓутоа, ова првично, општо кажано, или теоретски, ако сакате, бидејќи немаме други факти за кои конкретно ќе зборуваме, мене не ми стои дека истрагата на прав начин се води за да ги задоволиме сите оштетените родители, роднини, цела македонска јавност првично со одговорност. Значи, за овие кривични дела притворот е 90 дена. Само да знаеме. Најмалку 3 години казна затвор е предвидена ако се умисне, значи за најтешкиот облик. За да биде повеќе, треба да биде најмалку 4 години. Значи овдека е предвидена казна затвор од најмалку 3 години. За 90 дена ќе успеат они да завршат истрагата. Значи за 90 дена тие луѓе ќе испаднат од притвор. Кога ќе се развлече таа постапка, како што рекоа, 300 сведоци требало да ги сослушаат. До каде ќе оди тоа? До недоглед. Мислам, мене така ми стои. Мене така ми стои. Дај Боже да не биде така. Добре, имавме ветување дека ќе биде готова за неколку месеци. Новаковски. Па добро, јас како што кажав на самиот почеток, значи не е ништо страшно ако некој излезе од притвор, според мене. Се согласувам со колегата дека може да дојде тоа потоа во расправата пред суд, но мора да имаме предвид и презумпцијата и осетливоста на овој предмет и во оваа фаза може само, како што кажа колегата, теоретски да коментираме во однос на тежината и начинот на спроведување на постапка по законот за кривична постапка со толкав број осомничени и со толкав број обвинители и адвокати. Мора да се каже дека сме немале ние таква до сега, иако имало со 20, може би имало и со повеќе претходно некој случај, но тој случај застарел и тој е сосема друго. Ова е многу осетлив предмет и затоа би навистина би се оградил од било каква дискусија, затоа што не знаеме за што се водат истрагите. Она што се спомена во фалсификатот, и тоа може би на графолошко вештачење, не би сакал да преюдицирам. Трпеновски, ова и од многу актуелни функционери уште во старт, практично уште во првите 2 дена кога и почна истрагата и акцијата беше оценето како последица на системска корупција. Колку сето она што потоа следуваше, тие најавени робусни инспекции во речиси сите инспекторати ни дава за право, еве веќе од дистанца од околу месец дена да констатираме дека таа робусна битка против системската корупција се случува. Па мислам дека се случува барем по најавите кои што ги имаше владата, односно на пресконференција и од информациите кои што се објавени барем во јавноста, собранието, веднаш после трагедијата во Кочани, владата премина за
законски измени, проверка на лиценците, издавање на дозволите и така натака, и се увиде дека, за жал, скоро 95% од сите објекти, дали угостителски или било кој друг објект од таа намена, нема валидна дозвола или не ги исполнува сите прописи кои што ги имат според законот. Уште ние кој бевме како поранешен состав од ДКСК, ги имавме овие системски грешки увидено. Значи, во националната стратегија, точно ние имавме предвидено за кои се ризици од корупција, ке инспекторите, издавање на концесии, дозволи, потоа урбанизмот, екологијата. За сето тоа, ние имаме поднесено, тоа кај нас се вика антикорупцијска проверка на законите, делот од ДКСК. И ние ги имавме анализирано доста од законите, посебно од урбанизмот. Нели, диво градби, што се носат закони во интерес на инвеститорот, а не во интерес на јавноста. За екологија, исто така, сите фалинки ги најдовне, предложивне, плюс Беса Турс, што се случи, направивне антикорупцијска проверка на Законот за моторни возила, на правилникот за технички преглед. Покренавне иницијативаност, одговорност за министерот за внатрешни работи заради лиценцата што беше, односно после 3 дена затворена техничката станица. Тогаш ние бевне игнорирани. Од тогашната власт, за жал, бевне ние игнорирани и целокупните документации кои што ги баравме за било кој предмети, не ни беше доставувана, каснеа или казна. Значи не беа, се конфронтираа со нас. Што времето покаже дека не испаднавме во право. За жал. За жал. Да, меѓутоа сега имаме една обратна ситуација во која можеме... А по промена на власта, значи, дел од нашите предмети се реализира. Значи, Тесне Готино, тој големиот предмет, каде што не е само проблем набавките, туку за мене е канцерогеното. Бидејќи во Македонија има многу зголемен број на канцери, на рак. Еден од предмет. Потоа балансерот. За сите проблематични точки, многу ги најдовме, ние реагираме. Но тогашната власт не свати сериозно и многу ми е мило што сега се докажа дека ние бевне во право. Инаку, Боби, системот е крив. Ама тоа што вие бевте во право, не значи дека сега ќе бидат прифатени вашите, односно не знаеме во која насока, освен големите најави, нештата ќе се одвиваат, бидејќи вие во меѓувреме повторно имате измени на закон за урбанизам, за да можат градоначалниците да градат мислам дека како си сакаат. правосудните закони се во јуни. Вие имате во меѓувреме целосно поместување на инспекторскиот систем со последните измени, каде што они се вратени во Министерството и сега имате ситуација во која што еден инспектор треба да го контролира министерот кој што издава дозволи, кој што при тоа му е шеф. И колку... Па исто, не само и за тоа, исто и за локалните градежни инспектори, треба да контролира шефот. Односно, јас претходно одам на терен, носам некоја одлука и после, ако ми падне на повисока инстанца, пак истиот оди на истото, што се една од фалинките на овој систем и не само сега. Значи, ево Кочани откри дека колку 13 години или никогаш не било проверено, значи ниеден објект не било проверено за дали ги исполнува условите за заштита од пожар. Дирекцијата. То не е неспособност, незнање, то е алкавост, то е немарност, нема одговорност, купени дипломи и така натака. А власта сега... Ние имаме колку се... Тројца градижни, мислам, во Кочани. Од пазар, од инспекторат има. Бидејќи ја спомнавте дирекцијата за заштита и спасување, таму се сите поранешни директори, меѓутоа имате
практично пред 2 недели имаше изјава актуелниот заменик директор кој што и натаму тврди дека ние според законот за ДЗС, тој закон е монструмот закон искомплициран внатре, немаме надлежност да постапаме. Да. Сето тоа намерно направено, те искомплицирано, нема волја. Секоја компликација измешаност. Пет се од ДЗС. Актуелен директор, тројца поранешни директори и генерален инспектор на ДЗС. Новаковски, ако нешто кај голем дел од вас адвокатите, правниците може да се слушне е тоа дека од формално правен аспект оваа акција се води брзо, ефикасно, тоа го покажуваат и бројките. Од власта знаат да кажат, еве вчера посочи министерот за внатрешни работи, дека направено е нешто не само што не било направено во минатото во Македонија, туку и за слични истраги во многу поразвиени држави од Македонија. Но тука постои една дилема. Колку оваа акција, оваа истрага, па и се што ќе се случува во иднина и ќе доаѓа од обвинителството, ќе биде обременето со фактот, а тоа е покрената па запрена постапка за разрешување на државниот обвинител Љупчо Коцевски. Видите сега, јас можам да го разберам запирањето на разрешувањето, но не можам да разберам се... Како може да разберете ако до вчера бил нестручен, непрофесионален? Зборов ми не беше разрешен, значи беше покрената постапка, собранието интерпелација и тој си ја врши функцијата. И кога се случи овој, немаше, тој мора да се изврши функцијата. Можеше и во оставка да е, па мораше да ја изврши. До избора. Ако сме ние совесни, прашањето е дали сме совесни. Вие имате влада, например, во оставка, која работи поуспешно од кога е во оставка 4 месеци во другите држави. Проблемот кај нас е системски. Не е проблемот, сега зборуваме дека бил поминала интерпелацијата. Не, интерпелацијата беше за судски совет. Извините, за судски совет, за него не стигна не стигна, али имаше некој... Беше почната процедурата и едноставно оно што збунува е изјавата на премиерот. Јас сум сега задоволен, значи, да му дадам шанса да продолжи истрагата со оглед на моментот, меѓутоа отскокнува онаа изјава. Јас сум сега задоволен благодарение на тоа што гледам дека има одлична соработка со МВР. Видите вака, значи не се согласувам со тоа, затоа што мислам дека обвинителот, без разлика на све што беше покренато во владата, ево сега, например, имаме случај да Советот за јавни обвинители не го прифати месењето на владата. Но не е тоа битно. Битно е дека и во оставка да бил, тој мора да се извршува функцијата. Прашањето е колку ќе биде ефикасна, ние не можеме старт да ја оцениме со овај број на приведени. Тоа не значи ако е огромна бројката на приведени дека акцијата е, дека истрагата ќе е успешна. Значи некогаш и брзањето се прави грешки. Каде е тука, например, презумпцијата невест, каде е соработката, адвокатите. Не можам да разберам дека некој очекува тоа да биде толку брзо за кратко време, затоа што може да излезат од притвор. И тоа не се реши. Имаше решенија. Сега, например, најтешко е да се донесе одлука за некој да се укине притвор. Како тоа беше во едно време, ево повторно се врати. Значи, никој не одлучува за укинување притвор. И сега мислите дека сите што се во притвор, тоа го заслужиле? Јас не верувам. Проценката е сега дека може во бегство, дека може во тоа. Тоа се копи-пас решенија кои ние секојдневно ги гледаме. Значи, стана сега многу проблематично, повторно, а тука е стравот кој е влезен во обвинителството и во судството, да не... Ево, ќе ви кажам едно пример.
Да не им се налути извршната власт. Не, друго е. Не се сите, извините, не се сите актуелни за политичката. Има и други случаи кои се, например, судбини на луѓе, не се сите во јавност експонирани, но луѓето се долго во притвор. Зборов ми е, сега никој не носи одлука, бидејќи се вика ќе го дадеме на суд, судот нека одлучи. Тука имаме и при запирањето, сега да не ја објаснувам постапката. Да. Подобро му е да го прати обвинението со незавршена истрага или завршена, но не поминал рокот за одбраната. Јас имам 2 случаи сега така. И сега овде да не преюдицираме. Значи, она што викате со полицијата, тоа е знак дека обвинителството во овој период, од кога влезе новиот закон, нема ништо екипирано, ни буџет, за да може на полицијата само да издава наредби, а да е екипирано за на лице место. Вие имате обвинителства кои не можат да излезат на лице место ако не ги земе полиција. И вие сте обврзани на соработка со полицијата, бидејќи и полицијата ќе се наметнува, што не е добро во оваа постапка. Добре, мислам и во постапката коригирајте ме ако грешам. Обвинителот е главен, така? Па е главен, обвинителот е главен, тој ги држи пресконференции. МВР треба да биде помошно тело и другите институции. Не е ништо направено. Вие знаете дека, например, во целиот овој период, ако не се повикате на МВР за потешки случаи, вие сега тек се формира форензички одел во обвинителството за организиран криминал и корупција. Кој е сега тука крив? Само момент, чекаме ние, например, вештачења на некои работи по месеци. И година. И година. Во право сте. Значи, јас ја кажувам практичната страна. Кој е крив? Па сите ние сме криви. Кој е крив? Па, ја не се согласувам. Колку влади се смена? Ево, вие кажавте, антикорупцијска заклучила, ова заклучила, она заклучила. Во рамките на нашата наредба. Па и предходната заклучи. Каде е ефектот? Каде е ефектот? Ајде, трпеност. Па не знам, јас не навјенувам, не сум бил таму. За ова дополнение. Значи, тука е интегритетот на обвинителството. Мене не ми е јасно зошто ние политичари, министри ја коментираат работата на обвинителите, на судиите, ги навредуваат и не знам притисоци вршат. Зошто судиите, обвинителите од правосудството не излеза, не направат прес и да кажат дали тоа така и не е така, да кажат дека законите кои што ги носи политиката им ги врзува раците. Пример, ако не може спроведуваат тие што се донесени како оние за буџет. Ако не можат тие, има тие здруженија за суди обвинители, како јас порано и сега здруженијава новинарски што се бореа за правата, треба и тие да барем да реагираат, барем да направат, да кажат луче, ова што го вика зашто, нема вештачење, нема пари, немаме ова. И уште се кратат буџетот. Еден обвинител, не од сега, значи од Павлевски, мислам, беше од тога до сега. Сите јавни обвинители, никој не се покажа. Сите, де некој друг им е крив, не бе. Тие треба да се изборат. Тие треба да кажат, ми треба закон, ми треба пари, толку пари, ми треба еден истражен центар. Направа реформата во обвинителството и судството, па укине некаде обвинителства, па групирај ги, али политиката не дава, бидејќи тука е гласови, избори и така натаму. За волја на вистината, Трпеновски излегоа при донесувањето на буџетот и обвинителот и председателката на судскиот буџетски совет им беше одговорено со вас без реформи и со пари и без пари. А зошто не направат еден штрајк? Нели државна ревизија, ако нема директор, ако нема 2 месеци земено плата, колку што се сеќавам, сите вработи не застане и као сега не работи. Не застане. Зошто? Заради тоа и тоа. Да се изврши притисок, културен. Секој судија и секој обвинител што кренал глас против начинот на работење на оваа држава и третманот на судиите од извршната власт и од органите судски совет, јавно обвинителски совет го снемува буквално од радарот на судството.
Значи, јас сум едини судија што рекол, не чини судството под капата на извршна власт. Во 2008 за 4 стата телеграма стаса во Велешкиот суд дека ми поведуваат постапка за разрешување. Кога се собраа? За 4 сата, бидејќи ова на медиуми го кажа. 6 усвари. Да. Значи, Ленче Ристевск исто рече, јас нема напредок. Страот на судиите. Сега ќе ви кажам и каде не е само за буџетот. Платите на судиите на обвинителите беа замрзнати 10 години. Значи, платата на судија на обвинител е 2,7 на основните судии од просечната плата. Сега да ви кажам, дали еден судија... реформа, па ќе треба, ќе нема да може да интервенира влада. Не им покачија ни в платата, им ја дадоа законски шо име. Значи, само, ако може да се докаже, дали некој тужеше? За 10-12 да не ти даваат плата, судија си ја знаеш правото, обвинител да не ти даваат. Дали некој се осмели да тужи, а сите работиме за плата? Да се вратиме на прашањето. Што е добро, бидејќи мораме и на реклами. Сосема накратко. Ама сега. Сега од кога ги изгрлебио. Што е добро, а што е лошо, во сепак што дојде на некој начин до надминување на тие несогласувања на релација. Влада и Коцевски, не само влада Коцевски, туку влада јавно обвинителство, бидејќи претходно ги слушавме тие изјавите кој имал температура, кој имал какви се здравствени проблеми и секојдневни прозивки. Постапката што му се поведи на јавниот обвинител на Македонија како нестручен, значи се заводи за нестручност, значи општо е нестручен, за се е нестручен, пошто немаше да речеме сгрешил во еден предмет, па ајде на секој може да ни се сгреши, меѓутоа одговорност треба да трпиме, па ќе не разреши. Него он е нестручен. Човекот е сигурно 60 на години, може и повеќе, дека сега ќе станал стручен, за тоа што имало критика за него, тоа јас имам 61 години и дека сега ќе станам стручен, а сум бил нестручен, тоа не е возможно. Значи, за тоа што почнал да соработува со МВР, станал стручен. Па вака сега да ви кажам, нема соработка меѓу обвинителството и МВР. А обвинителството наредува. МВР извршува. Која соработка е? Хиерархиски е обвинителството над МВР. Значи, најмалиот обвинител, односно у основното обвинителство, обвинителот му наредува на министерот за полиција. И он мора да слуша по закон. Значи, по закон е така. Ја не знам сега протоколи подпишуваат и се. Јас не викам во... Може да имаат... Тие протоколите... мене не ми беше јасно во ДКСК. Не, на министер, на премиерот може да му е искрена намерата, бидејќи хаос е судството и обвинителството. Меѓутоа, веќе ако тргнал, он не требаше да прекине постапката, а должност е на обвинителот и да му тече постапка и се да извршува сојасно работата. Значи, не требаше да се прекине, затоа што лош печаток остави во јавноста дека еве сега обвинителот е под капата на извршната власт. Таков печаток се остави. Па не доби други задачи дека треба да ги реотвори и некои стари случаи. Па за тоа ви сега ќе ги реотвора. Имаше и средба, нели, лидерот на опозицијата. Па треба ли задачи да му даваат него? Или треба по службена должност тоа да го некој се поставува на позиција дека треба да им дава задачи и на судиите. Тоа е лош сигнал за јавноста, значи за сета објективна лож. Ја не знам кој е управо, не знам дали е стручен јавниот обвинител, оти досега јавен обвинител на Македонија немало стручен. Затоа што никој ништо не направи овие 20 години. Никој ништо не направи. Сите се партиски поставени. Дали оваа власт мисли исто таков да постои или стварно стручен, не знаеме, пошто не постои. Да, ма ја мислам после Кочани нема да е ситуацијата иста и нема да биде како и досега. Се надевам ја, дај Боже, ама ќе не се освеста државните институции, власта, опозицијата, бидејќи граѓаните на Кочани, протестите, како што рече Боби, се тивки, имаат само едно барање и само едно прашање. Кој ги уби нашите анчели? Не ги интересира дал Горан бил повеќе, дал Александар бил помалку, само нив ги интересира кој ги уби нашите анчели. А не ли беше така и со модуларната болница? Беше, ама како мораме на реклама. Да се осврнеме сега на она што се случува или беше најавено. Во делот на урбанизмот останавме на една информација за една контрола направена од страна
градежниот инспекторат, одземени дозволи на неколку големи проектантски куќи. Меѓутоа, од страна на Државниот пазарен инспекторат и сега и Дирекцијата за заштита и спасување во тек се големи контроли кои што меѓу другото укажуваат дека Пулс не е изолиран случај, туку ги има уште десеттици други. Треба ли обвинителството да реагира на каков било начин и на овие наоди, бидејќи станува збор за резултати од официјална истрага, толку и толку од инспекцијски надзор. Па имате 8 одземена лиценца, толку го извесен период работеле без лиценца, други 10 не ги исполнуваат условите, други 15 казнети и така натаму. Вака се не знам обвинителството што имало тука надлежност, освен за овие проектантски куќи, да се провери во времето кога незаконски работеле, што проектирале и дали е тоа согласно нивните законски, согласно прописите и нивните вештини, не знам сега. Ако они проектирале зграда која е изградена, тој проект нечинел и опасен за вод, нормално дека треба да сносат одговорност. Ама не беше кажано дека има различни објекти, дури и детски градинки, па впрочем затворен е, Значи, господине Зафиров, затворен е театар е затворен затоа што работел во несоодветност. Па Велешкиот театар 10 години немаше технички прием, па си работеше. Не е тоа е општо познато во Велешки град. Значи не е тоа насекаде го има. Значи насекаде го има. Него вака сега дали не, вака сега дали таа детска градинка која ја проектирал некој и изградиле, според стандардите за безбедност е навистина изградена без разлика на лиценцата. Дали е опасност? Ако постои опасност, па нормално треба да одговара. Значи треба да одговара за штетата. Значи треба да се насочи на таму дали со тоа нанеле штета. Еве сега за среќа немаме таму смртни случаи или не знам паѓање на кров и горење, немаме, ама штета е настанета. Затоа што таа градинка или школа или театар кој е изграден по несоодветен проект и врз основа на тоа, у проектот имаш пресметки, не знам... Добро, не знаеме каде е проблемот, само е спомената како пример од страна на премиер. Можда нема кривично дело, ама можда има кривично дело. Тоа треба обвинителството да си го испите. Не, мислам, надвор од правната... Која е логиката, господине Новаковски, не навлегувајќи во и не сакајќи да подкопам било што од тоа што е приземено како акција, меѓутоа, да, ја враќате истрагата од 2012 година натаму за еден објект, а во меѓувреме на површина ви излегуваат нови и тоа ви ги даваат институциите како бројки на тацна и не се презема ништо. Видите, значи, јас сметам дека сите овие контроли треба да имаат резултат. Значи, тие ако утврдат дека има неправилности, должни се да пријават до обвинителството и до МВР. Сите тие кои се вработени, кои се директори, значи должност им е зашто ги прават инспекциите. Не е само проценката, но проблемот би го лоцирал вака. Вие имате акција во многу објекти, во сите ресторани, имате и во други. И сега, таа акција треба да оди до крај или ако запрете, правите селективност. Значи, општо познато е, например, вие земите во Охрид, пример. 297 надзори според информациите од 11 април. И сега, ако се утврди, например, некоја елементи за да се неправилности, мора да се поднесе кривична пријава. Па потоа обвинителот ќе цени дали или има елементи или не. Значи, тоа ќе биде огромен број пријави. Затоа што ќе поднесуваат и граѓани, верувајте, ова е таква ситуација. Вие имате пред очи се правеле дивоградби, пред очи се замежувало, под урбана опрема се правеле цели објекти. Дали некој тоа ќе го отвори? Знаете што се случува?
прават некои црти и одат кај тие што, например, ставиле маса пред куќата за да 5 минути. Тоа е прашањето дали и колку ќе го видиме тоа така наречено ресетирање на систем. Ево ви еден пример. А тука пред очите други градби, кои знаат дека се, таму не одат. Обележуваат само колку да може да помине пешак. Значи, јас мислам дека се работи за сериозни прекршувања, ви тврдам во делот на урбанизмот, и дали владата, тука е работа на владата, е спремна да оди со тоа на крај. Значи, јас ќе ги поздравам ако се оди до крај. Ама да се оди без селективност. И сега, дали имаме ние капацитет тоа да го направиме? Ова веројатно е подкрепено со охридски факти. Јас би го дополнил за Не, да завршам. Тоа не е само Охрид. Значи, јас каде што ми се познати работите. Јас никогаш како правник не би коментирал нешто што не ми е познато. Вие колку имате решенија за рушење во градовиве? Знаете колку? Проверил некој? И не се рушат затоа што општините во буџетот не одвојуваат средства. Или викаат уште трае тендерот Не, ова е најкласичен пример. Општините немаат средство, пошто е надлежност на тие да ги рушат. И сега сето тоа што е покренато од страна на Министерство за транспорт од владата, тука веќе е работа на извршната власт да ги процесуира сите тие случаи, да ги испита, али со самиот државен инспекторат за градежништво, директорот излезе дека кадар немаат. Сега ќе примиме 2, 4, состојбата во општините е катастрофална. Значи, вие имате во некои општини по еден. Во некои ни еден. Трпеновски па исто нека поминат инспекциите, значи вие одговорно тврда. Скоро ни еден објект во Струга плажа нема документација. Не сега, долго време. Во антикорупцијскog член. Баш јас го отворив проблемот со плажите од Свети Наум до Струга. Нито еден истечени се договорите за една срушија и толку. Застана. И то Охрид. Струга остана исто. Една. Ги лажат на закупците. Значи, јас разговарам со некој од нив. И викам, луѓе, натерајте општината да донесат генерален план, урбанистички план, каков и да го донесат, за да се легализирате. Само треба сега владата да појде, нека закупците, да појде Евана, добар ден, имате случајно договор вие за струја, како им давате вие струја на Дивоградба со истечен договор? Кривично. И толку. Ако се сака. Правна држава за мене ќе функционира кога во Струга и Охрид, конкретно во Струга, да се преземат мерки да се санкционира неправдата и неправото. Без разлика. Кој е на власт, што е на власт, това е 20 години. Новарска власт, чак еден малку на локал патриотизм. Па не локал, ова е голем проблем. И Боби, само ова, Боби, за Белеско вие од Дивоград ви сте. Ама добро, ова е голем. Ама не сакам да се вратам на само уште едно да додам. Уште интересно за еден објект. Зашто може да знае, доби концесија на аукција. И после имаше жалба за таа концесија. Знаеш кој се жалеше? Тој што доби. Вака се, ова што го зборувате, последиците се од досегашното работење на законодавната и извршната власт. Значи, ние донесовме закон за легализација на дивоградби. Истовремено, кривичниот законник 15 или 10 години, 15 години може да има, внесува ново кривично дело, незаконско градење, како беше, значи тој што гради без одобрение за градење. Со легализацијата на дивите градби. Значи без никаков проект, со обичен елаборат кој ти мери квадратурата за да ти зее толку пари по евро од квадрат или како беше комунали,
даваат го урбанизираат за објекти од Б категорија, Б1 кои можат да бидат угостителски објекти, не знам, дуќани и така натаму. Со можностите за измени до 40%. Како ние таа последица и таа опасност ја отстраниме сега од наредните години, кога не знаеме тој објект на што е поставен, земјиштето, дали има за како беше земјотресно инженерство или како беше. Ништо од сето тоа сега за дивите градби да ви кажам. По закон се одзимаат. Сигурно и колегата и ја има многу предмети кај што сме бранеле или сме биле оштетени за оштетениот, кај подносители на кривичната, каде што се огласени за винови и им е одзедена дивата градба. На ниеден не му е одзедена дивата градба, фактички. Значи формално пресудата му е одзедена, фактички они си ја владеат. И плюс тоа со таа дива градба шо? Значи таа дива градба не може да се легализира сега по закон. Шо правиме со тие диво градби? Си функционираат луѓето, цели погони, цели фабрики функционираат. Како ние сега тоа викате ќе го спречи оваа власт? Тие последици од тие законодавни решенија, значи луѓето сега имаат уредна куќа, нели, со одобрение, не со одобрение, легализирана куќа. Како ќе му ја зееш? Како ќе ја натераш? Не зборуваме за нив. Не зборувам и зборувам и за фабрики и за сето тоа. Тие се ги легализираа затоа што не реагираа на време да ги срушат. Ама ги легализира, јас зборувам, не се безбедно. Ама како за сите јас зборувам? Како нарочито оние кои што се збираат многу луѓе? Како ние знаеме дека се безбедни? Значи кога нема ни план, ни проект, ни пресметка, ништо за тие куќи, а имаат дозвола за работа. Па добро, ама не прашањето е што да очекуваме ако на пример бидејќи еве сега вие на моето генерално прашање за ресетирање на системот, вие ги посочивте дивоградбите, меѓутоа ние имаме ситуација во која што за да се всели ново формирано министерство во зграда која што претходно не можеше да добие технички прием, не знам кој има подпишано. Ние сменивме закон. За наеднаш да може. Знаете зошто ве прашав? Бидејќи најавени се многу акции во сите сегменти, меѓутоа што може да се забележи засега? Например, имаме од една страна, кога ќе слушнете дека се издадени 360 прекршочни налози со 3 милиони денари, всушност излегува дека просекот е по 155 евра. Но она што ми падна во очи се особено инспекцијските надзори во угостителство. На 24 март владата на пресконференција ќе соопшти. Утврдено е дека режија, ве молам за споредба да можат да ги видат и гласачите, двата исечаци. Утврдено е дека 15 правни субјекти од вкупно 23 кои имаат активна лиценца не исполнуваат минимални технички услови и кај нив ќе бидат изречени две мерки: решенија за забрана за вршење на дејност и предлог до Министерството за економија за одземање на лиценца. И сега внимавајте. Пресконференција на владата, повторно, цитирање на податоци од надзорите на ДПИ, вели: од вкупно 23 правни субјекти со активна лиценца, кај 17 субјекти констатирани се неправилности во делот на исполнување на минимално техничките услови. И сега подсетува портпаролката, па вели: последниот извештај кој што го дадовме беа 15, денеска се веќе 17. И сега внимавајте. Во меѓувреме, кај 7 од овие субјекти се отстранети овие неправилности и на барање на правните субјекти е извршена дополнителна контрола и направени контролни записници каде надлежните органи утврдиле дека правните субјекти согласно законски предвидениот рок од 30 дена ги отстраниле овие недостатоци и таквите информации се доставени до Министерството за економија и труд. Сега мене прашањето ми е: што всушност ни се случува ако на 24 март за овие правни субјекти се предложило забрана за вршење на дејности и одзимање на лиценца, а на 11 март 7 од нив ги отстраниле неправилностите. 27 март по 11 март. 11 април се извинувам за лапсусот. А на 11 април
веќе се квалификувале 7 од нив за да си ја продолжат работата. При тоа, Државниот пазарен инспекторат наеднаш наоѓа причини да не ги објавува неделните извештаи, оти ако ги објавува неделните извештаи, ќе можеме да прочитаме во кој субјект влегол и така натаму. Ни се презентираат само бројки во кои субјектите се губат. Правната постапка, по моја сега, пошто еве сега ги слушам податоците, за тие што има предложено мерка за забрана на вршење професија, дејност, не знам која забрана е, и за одземање на лиценца е постапка по која треба да се донесе одлука. Ако по таа одлука му се одзеја лиценцата и му се забрани вршење на дејноста, во новата, значи он може после да ги исполни условите. Ама ако има забрана за вршење на дејност, не знам како ќе му дадат сега. Тоа е моето прашање. Затоа сега првата постапка како ќе заврши. Значи таа е првична постапка и викате има барање за да се одзе. Видете, ако некому сте му кажале дека ќе му ја одземете лиценцата и сте констатирали, излегувате во јавноста, како може тогаш од тие 23 субјекти 7 за колку дена се тоа од 24 до 11 за 20 дена 7 да ви излезат од таа постапка и да ви влезат во постапка за помилување на гревот и добивање на... Значи, влегувањето во таа постапка не значи дека ќе добијат. Значи, тука е основа првичната постапка. Ако со првичната постапка му издаат забрана за вршење на дејност, во новата постапка ќе постои таа забрана, пошто таа е времена. Не знам, 6 месеца, 3 години, 5 години, нема доживотна. Значи, ако му изречат таква забрана, он у тој период не може да конкурира. Он може да конкурира, ма ќе биде одбиен. Правно е така. А сега како ќе биде натаму, не знам. Ова прашање, пример, дали ќе ги ова ли е тој мораториум што беше најавен, а не знае да се докажам. Значи, барањето е одговорност. Значи, барањето за одземање на лиценца и за забрана на професија веројатно е проследено и со некоја си казна. Би требало така да заврши, нешто прекоршечно некоја постапка да се води. Тоа е една постапка. А он дали, ја не знам зашто инспекторот сега го бара тоа. Значи, дали субјектот ќе го бара тоа повторно да му се знае, тоа е негова волја, ама не значи дека ќе му се... Знаете, ние се можеме да тужиме и да бараме пред наши институции, ама институциите мораат по закон да гледаат што можат да ни дадат. За лек за оваа работа, значи транспарентност. Многу лесно и ова може да се реши. Актуелниот министер за економија, иако сите го посочуваат и сите поставуваат прашање зашто не е опфатен со истрагата, може сега да докаже. Значи, овие прашања, кои што ние сега ги поставивме, многу лесно да ги реши. Значи, на сајтот, да го ажурира регистарот, да му биде транспарентен. Да, можат медиумите, граѓаните да прејавуваат, да видат кој објект има добиено лиценца во постапка, одземена е лиценцата. Значи, транспарентна и одговорен систем да се направи, за да не дојде до ситуации со... Па, Боби, ако само не... во властични пресконференции, 160 казната, 297 ама казната е може да стигне за локалните избори, а народот е веќе опитен. Значи, народот веќе политички е подкован. Многи години, значи, било кој политикава го лаже. Не само што го лаже, че ова ќе направиме, тоа ќе направиме, ресет на системот, не прават. Али сега веќе не може да пауза за не поминува тоа и влегуваме во завршните зборови. И влегуваме во завршница. Еве, господине Зафиров, ќе почнеме од вас. Сите имате практично по една минута на најтешкото прашање. Ова навистина треба да ни биде опомена. Веројатно ќе има нови детали од истрагата. Повторно ќе се собираме да анализираме она што можеме, не можеме или допрва ќе го имаме. Но она што е клучното прашање кое што кое што постојано се наметнува овој период е што и како да го почнеме тоа, како што сите велат, неопходно ресетирање на системот, зашто трагичниот пожар во Кочани ни беше последно опомена. Па ја мислам дека тука повеќе правците треба да има. Прво треба да се отвори уставот,
во однос на правосудството посебно, за одговорноста на судиите и судскиот совет, неговата положба, одговорноста, јавно обвинителскиот совет и законите што го третираат оваа материја, значи треба тоа да се отвори. Натаму ова што го викате сите балансерот или јас го викам под клуч, треба да се отстрани од јавните функции, бидејќи албанците не работат функционери само за албанците или македонците, само за македонците, они се функционери кои се грижат или треба да работат во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Како и сите кои што се вработени во јавниот сектор. Ама и за сите граѓани. И трето, за јавниот сектор, за обичните вработени не е толку битно. Меѓутоа, носителите на функции треба да се стручни, способни, морални, совесни и така натаму. И третата работа е транспарентност. Значи, кога вие ќе прашате некој од институциите, ви викаат во интерес на истрагата не можем да ви кажеме, или истрагата е тајна. Ова е дел надвор од истрагата, па ќе мора да кажете. Не, воопшто сакам да зборуваме за реформите. Значи, транспарентноста, се што барате од нив, они треба имало истрага, немало да ви кажат, бидејќи истрагата не е тајна, ама не. Вие со вашето однесување медиумите, кај народот направивте слика дека истрагата е тајна, истрагата не е тајна. Само определено истражно действие може органот што ја води да го прогласи за тајно. Значи, тоа што се случило, значи истрагата не е тајна. Значи, таа да треба да биде транспарентна кога нешто прашуваат. И транспарентност во сите области на живеењето и функционирањето на нашата заедница. Новаковски, ако може да се смести се во една минута. Па јас на кратко, значи, јас сметам дека сепак после овој трагичен момент мислам дека треба освестување. Целиот проблем доаѓа, знаете сами, од политичките партии. Целиот проблем доаѓа од ние сме парламентарна демократија, законодавниот дом не знам ни што работи, ни како работи. Значи, овдека треба едно обединување, бидејќи се покажа дека каде и да нешто проверите, све е труло. Значи, може да замислите колку треба, и тоа треба со прави луѓе, на право место, одговорни луѓе, без тоа, ова ќе останеме само на зборови и ќе направиме поголема неправда. Не зборувам за Сочат Кочани, зборувам општо. Ќе направиме многу поголема неправда. Затоа што повторно некои ќе бидат заопиколени од X причини. Затоа не треба селективност, а тоа може да се направи само ако се спремат сите капацитети со кои располага државата. Не располага со многу, но тие што се има и треба да ги искористи оваа влада. Ако не, тогаш не сум оптимист. Трпеновски, вашата минута, иако веројатно имате многу што да кажете, бидејќи посебно разочарување секогаш на вакви дебати има кај поранешните членови на ДКСК. Па да, така е. Многу труд сме вложили, посебно јас од новинарството кога влегов таму, мислев дека леле сега ќе направиме ресет на системот, сите системски слабости, али видов колку е трул системот, администрацијата, дека не се проблем толку вработените колку организацијата на таа институција и раководните лица. Ако тие раководни лица се прави луѓе, односно не се со купени дипломи, ако имат искуство, и да се политички поставени, бидејќи една партија доаѓа на власт, али во незините радови сигурно има некој што е паметен, школован, што може таа работа да ја заврши. Ресет на системот се надева, ама тоа не оди преку ноќ. Мене ми е сега битно обвинителството да не сме да се дозволи да се случи кабелот. Во смисла на претходната власт за модуларната болница немаше скоро ништо, крив е кабелот. Значи обвинителството мора јасно и прецизно да го строчи целото обвинение за да нема како што се последните случаеви со Теодора со законски, ама со поблаги одредби да може да се применат, бидејќи јавноста не може да опрости. Јавноста будно следи цела таа постапка. И обвинителството мора да ја транспарентно да ја заврши целата работа. Ако тоа не го направи, тогаш зошто
61 дете ни загина. Значи нема треба да го заборавиме, на цела генерација од Македонија, од Кочани, од околните градови се збришани. И треба на политичките партии, на нас, на сите, веќе да ни стане јасно дека не да го лажиме, да го манипулираме системот, она што викаат сите, имам дете, имам пријател. Меѓутоа е веројатно потребен притисок и од сите секој во своја дел на системот е така поставен да мораш да бараш дете, да мораш да бараш, така е системот поставен. Коруптивен. За жал. Ви благодарам на сите што вечерва бевте мои гости, вам почитувани ви благодарам за вниманието, останете со програмите на ТЕЛК.